Сами Мијако само што го донесе своето дете во градинка, но се плаши дека во оваа градинка нема доволно услови за грижа и безбедност за децата. Тврди дека во една група има двојно повеќе деца отколку што би требало. Кој шум ми klasa pak, klasa të vogla, fëmijën shumë. Numri është i mbi ngarkuar dikon 36 nxënës janë, edhe sa ka kvalitet aty nuk dihet. Слично размислува и друг родител. Është i ngarkuar, po, edhe është normale që kujdestarët, mësuesit nuk kanë kohë për gjithë aktivitetet për të zhvilluar me gjithë nxënësit, me gjithë nxënës. Për kushtet nga jashtë duket vetë sa është rregulluar, sa është çerdha. Brenda mësuesit punojnë, mirë po për shkak të numrit të ngarkuar të nxënësve, besoj se ato e kanë të vështirë shumë. Директорката на градинката Наташа Ангелова не сакаше да зборува за овој проблем. Прстот го впери кон општина Чајрот, каде исто така засега молчат. Дека проблеми има во повеќето градинки низ Македонија од различна природа, посочува и првата детска амбасада во светот Меѓаши. Не само лошите услови, туку и пренатрупаноста на паралелките, каде што наставникот, односно воспитувачите не можат квалитетно да им посветат време на децата. Сметаме дека треба да се отворат нови градинки, да се вработат нови воспитувачи, да се наградат воспитувачите за соодветниот вложен труд и да листата на чекање не биде пракса како што сега се случува. Политичарите постојано ветуваат изградби на нови детски установи, а министерката за труд и социјална политика Мила Царовска вети дека ќе работи на подобрување на условите во градинките. Крајот на 2017 година реконструираме 13 дополнителни објекти на градинки во 13 различни општини со зголемување на опфат на деца од 682 деца. Дополнително во општина Чаир, но во Фидани градинката има веќе дополнителен објект, така да работиме на зголемување на капацитетите и тоа ќе биде наш приоритет. Но и покрај тоа недостиг од детски градинки има во многу општини како Студеничани, Липково, Куманово и Рачиново.